Во демократија изборите не решаваат се, но без нив ништо не се решава. Со оваа политичка аксиома влегуваме во вториот изборен круг. Првиот секако ги исцрта контурите на новата политичка мапа. ВМРО ДПМН победи во најголем број општини, Влен го победи дуи во клучните средини, Знам ја плаќа цената на помал партнер во владата, а СДСМ се соочува со тежок пораз и сериозна стагнација на поддршката. Левица пак за прв пат стигна до втор круг во Скопје. Символичен, но значаен исчекор. Сепак, заедничкиот именител за сите партии е намалената излезност на овие избори. Јасен сигнал за апатија и замор од политиката кај голем дел од гласачите. Што навистина ни порачаа граѓаните и каков политички спектар добиваме по овие избори. Вечерва во директно изборни пресметки за нов политички пейсаж со моите вечерашни гости Имер Салмани. Добар ден, добре дојдовте во студиото на директно. Катерина Синадиновска, моја колешка. Добар ден. Добар ден. Добре дојдовте. И Благојче Атанасовски, аналитичар. Добар ден и за вас. Добар ден. На почеток, ајде да почнеме од општото, па ќе одиме кон поединечното. Како ја читате пораката што ја испратија граѓаните на овие избори, господин Салмани? Значи, неколку пораки има. Главната порака е дека граѓаните генерално имат веќе едно зрело демократско однесување. Веројатно заради сите циклуси што сме ги поминали до сега и заради искуството и заради тоа што не паѓат на можеби игранките мали на одредени политичари кои што сакаат да ги вовлечат, овие избори беа толку мирни, толку добри, толку така што дури и во најжешките точки, како што се претпоставуваше дека еве во Чаир, затоа што таму беше она битката која што дури беше однесено на референдумско ниво, за да се биде или да не се биде, помеѓу двајцата да кажеме, експонирани представници на ДУИ и на власта генерално во изминатите 15 на години. Имаше мирен демократски ден, пред тоа имаше супер надпревар со идеи, со понуди и на крајот имаше честитање од страна на Бујар Османи кој што му честиташе на Изет Беџити. Така што генерално сликата е дека навистина да, ние имаме зрели граѓани кои што сакат демократски да се надпреваруваат и гласат. Втората порака е дека граѓаните не паѓаат на локално ниво, кога има локални избори, препознават што е конкретна локална понуда за да им го реши проблемот со зеленилото, со хигиената, со училиштето, осветлувањето, патот и што не треба да се даде како понуда во смисла на големи национални теми, во смисла на меѓуетнички прашања кои што и така не се решаваат на локално ниво. Фактот дека има тројца кандидати кои што дадоа исклучително локална понуда. Значи, зборам за кандидатот независниот кандидат во Струга, во Дебар и во Студеничани, кои што влегува во втор круг со можност најмалку две општини да ги добијат независните кандидати, кои што можеби на парламентарни избори немаше да добијат ни оддалеку ваква поддршка, покажува дека и тука граѓаните ја препознаваат понудата и знаат што да очекуваат кога има претседателски избори, кога има парламентарни избори, кога има локални избори. Чекор кон позрела демократија, Синадиновска, ваш печат. Јас морам тука да се согласам со господинот Имер Салмани. Навистина граѓаните покажа демократска зрелост. Имавме ситуација кога сите партии ги признаа резултатите, имаше обиди за различно толкување нивно, меѓутоа ни една партија не излеза да оспори било каков резултат. Имавме празник на демократијата, граѓаните излегоа, си го дадоа својот глас. Точно, лошата вест е дека за жал во многу помал број од тоа што е очекувано или тоа што е потребно, но тоа не е лоша вест само за Македонија. Гледаме апатија и намалување на излазност на секои изборни циклуси на секаде во Европа, така што тоа е проблем што допрва треба да се адресира од нашите политички елити. Од друга страна, исто ќе се согласам дека се покажа оти на локални избори не поминуваат условно речено големите теми. Граѓаните сакаат луѓе, сакаат кандидати кои што ќе им ги адресираат проблемите што ги имаат во нивната дневна живеачка. И исто така нешто друго што се покажа е дека многу е важен ликот.
Значи, за разлика од парламентарните избори, каде што по дефиниција граѓаните секогаш даваат поддршка на партија, тука гледаме дека доколку имате соодветен кандидат кој што навистина е квалитетен, поседува своји сопствени квалитети, тогаш граѓаните умеат да го препознаат и дури и кога не се согласуваат со партиските политики, да застанат зад него и да му дадат поддршка. Ова исто е на мала новина, можеби полека и тука учиме и растеме да ги раздвоиме тие нешта и за локални избори навистина кандидатот да биде примерен, а не само партијата. Во нашиот изборен модел, за жал, особено на парламентарни избори, луѓето, поединците, многу малку добиваат можност да бидат носители или носечка сила во одлучувањето на граѓаните на кого да му ја дадат поддршката, но за локални очигледно еве гледаме тука дека има некоја промена. Граѓаните никогаш не грешат, според мене, тоа каде што партиите покажаа незрелост, за разлика од признавањето на резултатите, е тоа фрлање на дрва и камења по граѓанската воља кога не им оди по кејф. Не може истите граѓани еднаш да ви сте добри кога гласаат за вас, а потоа да бидат никакви, политички и општествено неписмени кога гласаат спротивно. Тоа не е во ред. Демократијата не е чери пикинг. Значи или ја имаме или ја немаме и колку и да ни се допаѓа или не, на крај мора да се поклониме пред суверениот. Благодарам за сега. Атанасовски, што според вас ги обележа овие избори? Се разбира, неколку тези се во прашање, и малата излезност, но и промената во политичката мапа и ова што го зборуваше Синадиновска. Што вие би издвоила од тој корпус? Да не се преповторувам, апсолутно се согласувам со соговорниците. Мислам дека овој пат имаме многу интересна политичка мапа, се исцртаа контурите на новата македонска политичка сцена. Прво да напоменам дека во однос на минатогодишните парламентарни избори имаме пат од околу 200.000 гласови во така наречениот етничко македонски политички блоки, покрај тоа што не сакам јас лично така да ги делам политичките блокови во Македонија, но се види дека за политичките партии и коалиции предводени од ВМРО, ДПМН, СДСМ, Левица и знам гласа 200.000 луѓе, граѓани помалку од минатогодишните парламентарни избори. Гледавме огромен број на поништени или неважечки ливчиња, мислам дека преку 50.000, што е сериозен директен црвен картон кон сите политички чинители или сите тие кои ја дале понудата на овие локални избори, бидејќи таа бројка доколку се концентрира на едни парламентарни избори вади пратеничка бројка од повеќе од 5 пратеници, што е огромна сериозна бројка. Има, значи, прво имате апатија од околу 200.000 гласачи кои лани го дале својот глас на парламентарните председателските избори, сега решиле да абстинираат. Потоа имаме изразување на револт од околу 50.000 граѓани кои го прешкртали избирачкото ливче. Имаме веќе нови контури на политичката мапа во Македонија, особено во главниот град Скопје, каде што, како што и самиот напоменавте, кандидатот на политичката партија Левица Амар Мециновиќ влезе во вториот круг на бараж, што се вели со спортски жаргон, со кандидатот од владачката партија ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски и символично беше прогласен или се само прогласи за морален победник, бидејќи, како што и самиот истакна, за прв пат во повеќе партиската историја на Македонија, која повеќе од 35 години ја практикуваме, еден кандидат на политичка партија надвор од двете доминантни политички партии ВМРО ДПМН и СДСМ влегло во вториот круг во Скопје. Исто така гледаме исклучителен успех на Левица во преостанатите скопски општини. Ако треба да направам генерални контури на изборните резултати на политичките партии, е интересно да се следи дека ВМРО ДПМН како политичка партија има најголем апсолутен пад во гласови од преку 140.000 гласови на советничките листи при ваква апсолутна победа, освојувајќи преку 30 општини во првиот круг, согласно трендовите тенденциите, веројатно тоа ќе оди над 50 освоени градоначалнички мандати и ќе прогласи апсолутно согласно бројките и резултатите апсолутна победа во однос на својот против кандидат СДСМ. Гледаме исто така преповторување на бројот на гласовите на независните листи, односно групани избирачи од минатите локални избори од 2021 година. Околу 60.000 граѓани се определија да гласаат за така наречени независни или групани избирачи граѓани. Од друга страна гледаме Иако може да се забележи дека кај добар дел од независните листи немаме повторување на успехот на
од резултатите Да, од минатите апсолутно. Да, локални да. избори, освен овие три што ги напомена Да, Селмани, да. во Тоа е за кандидати ајде за условно речено градоначалници. македонскиот блок, Јас ги велам, има веќе тој оптимизам, Да. таа најава за растеж на независните опадна. Така е, да речеме случаи политичкиот врв на освојување на тие гласачи кои гласале за независни листи, односно тие веќе имаат концентрирано, ја ги велам, бастиони, условно кажано, на независните листи пред се во општина Карпош, Центар, Аеродром, град Скопје, Битола и други општини. Што станува збор за политичката партија СДСМ, мислам дека тие веќе длабеат под нивното биолошко дно или нивниот биолошки минимум, како што се нарекува. Порано се сметало дека оваа политичка партија не паѓа под 200.000 освоени гласови, без разлика дали станува збор за предвремени, за парламентарни, локални или председателски избори. Тоа беа најлошите резултати на Владо Бучковски и Радмила Шекеринска во 2006 и 2008 година. Сакам уште ова да завршам. Потоа паднаа на 153.000, сега гледаме 100. Значи СДСМ се наоѓа во еден период на криза на екзистенционален опстанок, бидејќи јас не гледам дека овој тренд на опаѓање на гласовите на СДСМ може да застане тука, може и да оди. И само да кажам, знам, апсолутно се согласувам со вашата констатација дека е плати цената на коалицирање со власта. Мислам дека и знам ќе оди надоле. Тоа се генерално контурите во македонскиот блок, а во албанскиот блок имаме огромни изненадувања од страна на Сега за тоа сакав да прашам, значи она што ја менува до некаде политичката мапа или контурите кон кои таа ќе се движи е односот на двете партии кои беа конкуренти во албанскиот политички блок меѓу Дуи и Влен, и самите рековте Дуи ги постави овие избори како едно референдумско прашање за тоа кој треба понатаму да продолжи да биде во влада. Каде погреши Дуи во својата стратегија? Значи, заклучокот, уште една голема слика, пред да преминам на конкретното, е дека над 80% од општините владеачката коалиција на централно ниво ги доби или ќе ги добие по вториот круг на локално ниво. Значи, че има, ајде да не кажем апсолутна власт, меѓутоа ќе има голема концентрирана власт во рацете на коалиционата влада, предводена од ВМРО ДПМН, Дуи и односно Влен и Знам. Тоа е секако и голема одговорност, која што таа одговорност партиите си ја посекуваат сами, се надпреварува да ја добиват таа одговорност, секако дека беше многу... Граѓаните кои што размислуваат малку подлабоко, обично не ја сакаат таа одговорност апсолутна. Од страна на ВМРО ДПМН е да се добие град Скопје поготово, која што очигледно веќе според првичните резултати е на дофат и имат веќе коалицијата и мнозинство во Советот, што е добро, да не ни се случи да не се повтори конфликтот во минатите, како што беше од минати 4 години. Меѓутоа, она што е карактеристично е, според моје лично мислење, дека се очекуваше блага победа во бројот на гласовите. Јас лично така очекував блага победа во бројот на гласовите од страна на Дуи со коалицијата, а од друга страна блага победа на Влен по бројот на освоени градоначалнички места. И има блага победа во однос на гласовите, ако ги мериме, на советничките листи. По однос на советничките листи, да, има блага победа, меѓутоа Влен има апсолутна победа во однос на освоените градоначалнички места. Ако се земе во предвид фактот дека се поништуваат изборите односно неважечки се во Гостивар, каде што Дуи со коалицијата беше апсолутен фаворит, и во Брапчиште, каде што исто така поради цензусот се поништуваат, Дуи останува со Липково и со Пласница, односно плюс Чашка. Чашка не е 100% заслуга на Дуи и коалицијата, тука помагаше и Влен, се разбира, со фактот што не даде кандидат за градоначалник, дури даде и во советничката листа даде своји луѓе. А од друга страна ги изгуби бастионите во кои што директно Дуи се надпреваруваше во таа големо одмерување со Влен за Чаир и за Тетово. Чаир се изгуби во првиот круг и тоа со голема
со рекордна излезеност, односно голема рекордна поддршка и гласање за кандидатот на Влен, односно за Изет Меджити. Прв пат во историјата он доби 15.700 гласа. Во Тетово некој ќе каже да Билал Касами води, меѓутоа плюс со поддршка и на дел од гласачите македонци, меѓутоа тие се таму граѓани, тие имат право да гласат за едниот или за другиот кандидат. На крајот на денот секојаш гласале за некој од кандидатите што добивала во минатот, така што не е тоа не може да биде тоа оправдување и разликата е толку голема што едноставно не е само гласовите кои што се надвор од Влен, туку и во советничката листа, значи победува Влен по однос на советничката листа на ДУИ. Така што прашањето беше каде погреши во кампањата или погреши или уште од претходно почна лошо да водат својата риторика? Две грешки направија. Првата грешка е што го растурија Европскиот фронт, кој што мислам дека во јавноста кај гласачите албанци добро се прифати. Прв пат се отиде со една коалиција која што имаше во себе голем број на политички партии, големи од ДУИ, па до помалите политички партии, како што беа турските политички партии и така натаму, бошњачките, го заменија со АКИ, со новата коалиција која што се состои од ДУИ, Арбен Таравари крилото и Зијадин Села крилото. Не знам дали има некој од другите помалите. Меѓутоа, очигледно не запали кај гласачите ова ново реформатирање. Некој го коментира како слабост во тоа што направија пребрз шифт. Некој го прокоментира како тенденција за да се спасат еден со друг, да се спасат во таа комбинација и очигледно не им ја донесе посакуваната бројка во делот на гласовите. Ниту во советничката листа, а најмалку во листата на кандидатите за градоначалници и мислам дека понудата, конкретните програми им беа тотално утнати на повеќето кандидати за градоначалници. Секоја чест на неколкуте кандидати. Сметам дека пак Бујар Османи имаше добра понуда, имаше конкретни предлози, конкретни ангажирања на стручни лица, меѓутоа недоволно за да го победи Изет Меджити. Имаше многу добра позитивна кампања и во Сарај, се надпреварува двајца прекрасни кандидати, значи и победникот Моамед кој што беше од страна на Влен и кандидатот на ДУИ, односно на коалицијата. Имаше солиден надпревар, меѓутоа генерално наметнувањето на големите теми како референдумско прашање да се постави на локално ниво, јавноста не ја препозна и едноставно го почувствува како тенденција да биде изманипулирано. И мислам дека тоа беше пресудно за да пак и не само пресудно, туку одлучувачки да се препознае конкретната понуда, конкретното, да кажеме, конкретниот кандидат и тој да се гласа, а не да се гласа една тема која што ни се рециклира сите овие изминати избори. Ахмети и Таравари некако ни покажаа дека во политиката 1-1 не се секогаш 2, бидејќи неговото излегување од владата се случи неколку месеци пред изборите, што требаше да биде финалниот удар на оној дел од Влен што остана како дел од владата. Каде се преиграа овие Јас ќе се навратам малку предходно. Знаете, во изборите, дали се парламентарни или локални, на крај резултатот се мери во број на освоени мандати. Градоначалнички, советнички или пратенички. Вие може да имате колку сакате гласови, ако не ви се распоредени како што треба, да имате 0 пратеник на крај. Ако зборуваме за парламентарни избори, тука победникот се број кој освоил или не градоначалнички и советнички места. Во таа смисла, иако точно е се што Благојче кажа во врска со партијата, тоа е навистина црвен картон и треба да си стават прст на глава сите партии каде ја губат таа конекција со граѓанинот. Мислам дека по-фер е кога споредуваме локални избори со локални избори во однос на резултати, парламентарни со парламентарни. Во однос на ДУИ,
Јас мислам дека, како што реков, ќе се навратам предходно, ако се сеќавате кога ВМРО ДПМН изгуби, ВМРО ДПМН на Груевски, не ова, режимот, кога дел од режимот се демонтираша, на следните локални избори СДСМ буквално растори. Значи победија во сите можни општини каде што се очекуваше и каде што не се очекуваше. Тоа покажува една инклинација на граѓаните да гледаат перспектива. Граѓаните гласаат да за понуда, за кандидати и така натаму, но гледаат и за перспектива. Во случајов, без разлика колку дуи имале добра кампања или што нуделе, мислам дека граѓаните секогаш, тука има и сега други моменти, знаеме партиите како функционираат, колку клиентелизмот има улога во сето тоа, но тој што е на власт, тој што е победник, се разбира дека има подобра стартна позиција. Така што мислам дека и тоа треба да се зема предвид кога се прават овие анализи и дополнително целосно се согласувам со тоа дека големата слика и представувањето на овие избори, дека или сте за албанците или не сте, таа теза апсолутно не поминува во јавноста, дуи на вистина, како велат, здодеа и на Господ и на народот, со тезата дека има албанофобија, секогаш кога тие не се на власт, а кога се на власт имаме албанофилија и се тече како мед и млеко, тоа не поминува веќе. Не може некој да се самопрогласи за единствен легитимен представник на албанските граѓани, па мислам дека на овој начин ја научија веројатно лекцијата дека тука малку се преигра точно со таа теза. И се разбира, коалиционите капацитети се многу битни, затоа што вие на крајот на денот во Сарај доби кандидатот на Влен со плюс 600 плюс 400 и нешто гласа. Значи, ти успеа да направат широка, огромна коалиција, да ги мотивират и македонските гласачи во Сарај што живеат и босанските, бошњачките гласови да излезат за да гласат за нив. Истото се повторуваше во неколку општини, така што на локално ниво, да, очекувањата, перспективата, ако сте на централно ниво, ви дуа ветер во крп, и ќе ви помогне секако да освоите и локални избори. Меѓутоа, овој случај е многу интересен. Дуи со коалицијата на локално ниво советнички гласови има повеќе. Меѓутоа, има многу помалку за градоначалниците нивни, за кандидатите има освоени гласови. Значи, тука се поставува прашањето на тој коалицијски капацитет. С кого све вие можете да убедите дека вашиот кандидат ќе биде добар не само за вашата, да кажеме, вашите гласачи, туку ќе биде добар за сите граѓани кои што живеат во таа општина. Но мора тука само да споменам, навистина ми пречи кога тој момент на етничка поделеност на граѓаните се гледа упорно, па сега имавме скандализирање како тоа македонци гласале за албански кандидат, како тоа кога веќе имате вие коалиции кои што се на дел од албанскиот или македонскиот политички блок постоечки, апсолутно е легитимно. Значи, тие денеска гледаме некакви фотографии, кој со кого се среќава, сето тоа е легитимно во една демократија. Не гледам зошто да се скандализираме од тоа и зошто да се дава тој етнички предзнак на тоа како гласале граѓаните во Тетово или не знам. Да, Атанасовски, вие за овој однос дуи Влен во однос на изборите, дали го делите ова мислење или? Прво мислам дека се согласувам со дел од соговорниците со поентите, дека граѓаните апсолутно сакаат да се поистоветуваат со победниците и инклинираат кон победниците. Соговорничката Синадиновска многу добро констатираше дека СДСМ после 11 години во тешка опозиција на локалните избори 2017 година, после само неколку месеци победи во сите, безмалку сите општини низ Македонија, што беше запрепастувачки, изненадувачки и за самите нив. Сега Влен може би и да победи во, условно кажано, најголем дел од етничко албанските општини кај нас, и тоа ќе биде изненадувачки, може би и за нив, но за пошироката јавност апсолутно изненадувачки, бидејќи дури и анкетите кои беа пласирани покажуваа неколку процентна предност на коалицијата предводена од ДУИ, но морам да напоменам две работи кои се клучни според мене. Мислам дека кандидатите на Влен во сите етничко хетерогени општини низ северозападна Македонија има апсолутно подобра стартна позиција, бидејќи де факто отворената коалиција меѓу ВМРО ДПМН и Влен и некандидирањето на кандидати за градоначалници од страна на ВМРО ДПМН во општините како што се Чаир, Тетово, Гостивар, и покрај тоа што драстично изгуби кандидатот на Влен во однос на Дуино, еве да речеме Струга. Мислам дека тоа беше ветер во грб за да се добијат етничко македонски гласови. Не велам дека не требало да се добијат, но порано секогаш политичките партии
и во така наречениот етничко македонски, во така наречениот етничко албански политички блок, во етничко хетерогените општини, секогаш ставале, номинирале своји кандидати и покрај тоа што биле свесни дека кандидатите во првиот круг нема, условно кажано, математички шанси да победат и да пројдат во вториот круг. Говорам дека и ВМРО, ДПМН и СДСМ кандидирали во Тетово, во Гостивар, во Струга. Сега тоа не беше случај така. Се расшири концептот едно општество за сите. Апсолутно, да, ама сакам да кажам дека ветер во грб со гласови од ВМРО, ДПМН како коалициски партнер, тоа веќе е коалициска соработка или претходно договорен коалициски, да кажам, предизборен договор меѓу Христијан Мицкоски како премиер и лидер на ВМРО ДПМН со челната тројка од Вреди, зашто веројатно и математиките и комбинаториките покажале дека само на тој начин Вреди може убедливо да води на градоначалнички позиции во првиот круг и ми спадна на крајот добитна математика или ЕСАПот им излезе како што тие претходно планирале. Од таа гледна точка, мислам дека тоа може би да се земе за клучен репер. Од друга страна, јас, како што кажа и Синадиновска, сакам да живеам во држава и во општество која вели дека е членка на НАТО алијансата и треба и заслужува да ги почне преговорите со Европската унија, каде што граѓаните согласно своите лични убедувања и преференции ќе гласаат за одредениот кандидат бидејќи сметаат дека тој најдобро ќе ги реши нивните проблеми од локален карактер конкретно на овие локални избори. Не дека тие ќе бидат пренасочени, условно кажано, од нивната матична партија или партијата со која се идентификуваат, па треба да добијат насока дали во првиот круг ќе гласаат за, не знам, кандидатот од Влен, кандидатот од Дуи и дали ќе калкулираат со тоа што ќе имаат собствен кандидат. Односно, ако велиме дека ние после 35 години практикување на повеќе партиска демократија сме созреале како општество да ги препознаваме понудите, како што кажа соговорниците. Преку еден типичен пример, еве, ако може да се вметнам тука, Кичево, на пример, каде што доминираше до сега Дуи во сите можни изборни циклуси, сега имаме ситуација во која што во вториот круг Дуи влегува со многу помала ама и на минатите резултат избори од страна на ВМРО ДПМН, на пример. Да, и на минатите избори кандидатот Александар Јовановски мислам дека е истиот преповторен во Кичо од страна на ВМРО ДПМН водеше во првиот круг, но потоа се условно сега кажам, прашањето е дали тука повторно ќе се гласа За жал, на ќе видиме. страна на таа национална карта Етничка, или да. можеби ќе се гледа кандидатот еден, кандидатот друг. Така? Селмани, вие што мислите? Мислам дека ние не треба тука, треба само да го протолкуваме или да го анализирам, анализирам изјавата на кандидатот кој што беше второ рангиран кај албанскиот политички кампус, а тој е сегашниот министер Фатмир Лимани. Кој што е трето рангиран во вкупниот број. Трето рангиран, да, не влегува во вториот круг, меѓутоа освои над скоро како прво рангираниот, малку неколку гласа како беше. Второ рангиран. Да, помалку од Фатмир Дехари. И тој излезе со една порака дека покрај сето тоа што пред изборите, неколку дена само беа пуштени по социјалните мрежи, прислушкувани разговори од сегашниот гранчалник и кандидат, во кој што не беше прикажан он во убаво светло, односно во лошо, се разбира. И он кажа, немам храброст или доблест во таа насока да ги повикам моите гласачи да гласат за кандидатот албанец само заради тоа што е албанец, туку веројатно ќе ги повикам кандидатите, односно гласачите, да гласат за подобриот кандидат. Така што ова ќе видиме како ќе се рефлектира. Како ќе се рефлектира на терен, меѓутоа нема јасна поддршка како што други пати имало. Е новина во однос на тоа што ние претhodно кажавме дека му се остава на граѓанинот да процени, не да се земат овие се гласови за мене, па сега јас ги тргувам, односно ги препуштам на другиот, затоа што и невозможна е таквата мисија. Меѓутоа, ова порака е доста храбра порака во смисла да се одбере подобриот кандидат кој што нуди подобро решение за многуте локални прашања. Ама ќе видиме како ќе излезе крајот.
Добро, тука ќе најавам реклами, бидејќи тука сме на неколку минути до рекламите и се враќаме во студиото со вториот дел од овај разговор, оваа дебата. Повторно во студиото на ТВ Телма, еве сме тука со моите денешни соговорници. Дебатиравме за тоа што се случи на локалните избори. Сакам накусо пред да се осврнеме на нешто друго. Што ќе ни донесат изборите во однос на централната влада? До сега се калкулираше многу со тие нови предвремени избори. Сега после ова првите пораки од страна на пред се поголемиот коалиционен партнер ВМРО-ДПМН беа дека такво нешто воопшто нема потреба. Сега прашањето е дали можеби Влен ќе сака предвремени парламентарни избори. Ајде Синадиновска па Атанасовски. Да, точно сега искушението е големо. Ние, знаете, сме имале ситуација, особено кога Груевски владееше, кога ваквите моменти доаѓале онака, како кец на десетка за да се организираат нови предвремени избори. Мислам дека тоа, колку и да е големо искушението, сериозна една политика не би требала да оди во таа насока. Зошто? Затоа што државата има сериозно работа пред себе. Знам дека за ВМРО-ДПМН веројатно и околу Бадентерот тука може да има некаков предизвик, меѓутоа сепак изгубивме многу време во кампања. Според мене непотребно многу и непотребно голем фокус во кампања за локални избори. Не очекуваат сериозни реформи, не очекува сериозен напредок или обид за напредок на европскиот пат, така што мислам дека нови избори на вистина би требало да се одолее на тоа искушение. Иако верувам дека во Влен веќе има, особено во Влен, затоа што нели сега тука е тој легитимитет кој што некако се докажа да биде дополнително зацврстен. Сигурно таа желба е тука присутна, но претпоставувам дека ќе преовладаат оние разумни сили во владата. Или се надевам. Атанасовски ви? Да, па делумно, мислам, генерално се согласувам со констатациите на соговорничката. Се направи еден game change во целата ситуација, бидејќи беше Дуи таа која после парламентарните избори на 8 мај минатата година постојано, условно кажано, во јавноста притискаше за организирање на предвремени парламентарни избори, велејќи дека Влен се нелегитимни представници кај албанците, покрај тоа што јас многу пати сум велел и сум критикувал дека апсолутно сум против таква наметната политика да се наметнува на создавање на влади меѓу условно кажано победници во двата етнички блока, бидејќи Македонија е уставно унитарна република каде што влада прави тој што сочинува 61 парламентарно мнозинство врз база на претходно договорени коалиции, апсолутно докажува Бадентерот е потребен да функционира за одредени закони. Бадентерот е потребен да функционира, но вие може и со Бадентерово мнозинство да гласате од позиција на опозиција, не мора да бидете дел од влада. Нели зреме? Значи, ако вам тој Бадентер кој е алатка од Охридскиот рамковен договор треба да ви служи еден вид како на институционална уцена за да ја блокирате државата, јас сум против. Сакам да кажам дека тој принцип на наметнување на легитимитет кај албанците или легитимитет кај македонците со победници како што Дуи го наметна од мајскиот договор 2008 и самиот Дуи го прекина после изборите 2016 е својствен за држави кои се со федеративен тип на уредување. Од тој аспект мислам дека веќе ќе спласне реториката на Дуи дека тие го имаат легитимитетот на албанците согласно резултатите на локалните избори кои се одржаа пред 2 дена. Сега, како што каже и Синадиновска, веројатно Влен ќе бидат тие кои земаат полн залет и замав согласно изборните резултати да сметаат дека во овој политички нокдаун на Дуи би било опортуно за Влен да бидат организирани предвремени парламентарни избори, што е можно побрзо, а тоа веројатно би значило ако има и организирање нели на техничка влада од 100 дена негде на пролет идната година, бидејќи најверојатно на Влен, коалицијата на Влен во овој даден политички конјунктурен момент најмногу му одговараат
предвремени парламентарни избори, дотолку повеќе што мислам дека и на ВМРО ДПМН не ми одговараат, бидејќи јас мислам дека апсолутно ВМРО ДПМН не може да се врати на бројката од 435.000 освоени На гласови не, меѓутоа на пратеници може би да со оглед да, на пратеници може би да, ама не знаеме на така е, не знаеме на пример левица колку би освоил. Селмани, што мислите вие во однос на ова прашање? Јас имам малку поинаков поглед, од друга перспектива ги гледам работите. Прво треба да се причека некое време, можеби месец, два, три, која ќе биде иднината на алијансата, односно на коалицијата на ДУИ со Зијадин Села и со Таравари. Затоа што знаете кога губите се бара потоа кривецот не многу во себе, туку во тој што бил до тебе. Треба да причекаме што ќе се случи со таа коалиција. Веројатно тешко дека ќе има некоја подолга перспектива. Ако не успеа фронтот, кој што Европскиот фронт да се задржи, кој што имаше супер резултат на некој начин, ова коалиција малку е потешко дека ќе има некоја силна перспектива. Тоа е првиот момент. И вториот момент... Сакате да кажете и бенентерот може да се играе? Сега, тука заради тоа што ако имаме Европски фронт кој што има 14-15 пратеници колку има, и имаме една коалиција која што во моментот е од 3 политички партии, значи ДУИ, Алијанса на Села и Алијанса на Арбен Таравари, кои што имат пратеници во собранието, ама меѓутоа имаме уште пратеници кои што не се дел од ова локална коалиција, а се двајца пратеници од турската заедница. Можноста за да има реформатирање во делот на бројките за поддршка према владеачката коалиција се многу веројатни. Треба малку да се причека. Не мислам дека толку се и одвлен ентузијасти да влезат во една битка без да ја спроведат реформата во себе до крај, заради тоа што тие најавија дека ќе станат една политичка партија. Тој процес не е завршен, тој процес има уште време да се развие внатре кај нив, така што мислам дека и покрај добрата позиција што бе имале, и Влен не е толку спремен да влезе во таа игра. Не знам на ВМРО ДПМН колку им одговара, меѓутоа ВМРО ДПМН има супер број на пратеници во моментот. Мислам дека најмалку им одговара на СДСМ сега во ова ситуација, затоа што ако има предвремени избори парламентарни, ништо чудно да левица биде првата опозициона партија. Дали им одговара на левица и на ЗНАМ? На ЗНАМ не, затоа што ЗНАМ има најголем пад во гласовите од минатите избори до сега. Има точно 32% пад на бројот на гласовите. Изборите сега, вториот круг за град Скопје, ќе наметнат една централна дебата помеѓу левица, кандидатот на левица и кандидатот на ВМРО ДПМН. Сакале не челе, значи 2 недели ние ќе бидеме, јавноста ќе биде во фокусот на ова дебата за град Скопје, и ако има и парламентарни избори за кратко време после ова, ќе се наметне вистинското прашање кој ќе биде идната опозиција парламентарна сега, дали ќе успее СДСМ да се задржи како веднаш до ВМРО како парламентарна опозиција, или евентуално може и левица тука да прискочи. Така, имам чувство, зборуваме за политика долго време веќе, меѓутоа ќе завршат овие изборите за нецели 2 недели и после тоа треба да се работи и да се сработи. Ги прашавме граѓаните на социјалните мрежи дали веруваат дека резултатите од локалните избори кои сега се пресликуваат во бројки на советници и градоначалници ќе донесат вистински промени или се ќе остане исто во нивната општина, односно во твојата општина, и еве ги одговорите. Извоивме неколку карактеристични одговори, меѓутоа генерално ја отсликуваат она расположение на граѓаните. Што се однесува до стандардот на граѓаните, ништо нема да се промени, останатото е бизнис. Вели Мјалче Докузов на фејсбук страната на
отворено. Ве молам со другите коментари. Не, јас чекам 8 години да постават канализација на мојата улица, може ќе чекам уште 20 години, вели Борче Андриевски. Во следниот слайд го имаме Благоја Петровски, кој што ни вели, исто ќе остане, како што рече еден аналитичар, кога ги прашале граѓаните дали се задоволни од својот градоначалник како работел, тие велат дека не се, ама дека се подготвени пак да го гласаат за нов мандат. Во нашата држава скоро и да немало да победи за градоначалник независен и неподржан од политичка партија, како што е, например, во Хрватска, каде има повеќе градоначалници избрани независно од политичка партија, завршува Петровски. Мислам дека во Струмица ќе има промена на подобро, на секаде беше ѓубре, вели Сузана Крставска. Нашата општина е супер и ќе продолжи уште подобро да живее ВМРО, вели Стојанка Петревска. Мислам дека ќе биде бетер, значи полоша, вели Марија Митревска. Издвоивме карактеристични неколку, да, ова е последната која што беше издвоена. Џабе избори, самите се утепавме, сами ја уништивте државата, да не ве чујам да ми кукате како ви е лошо, за пари и брашно се продавате, од вас народ не бива толку. Кај да е, ќе бидеме провинција, дали на Софија или на Белград, не се знае, ама ќе бидеме нивна провинција, пак самите си бараме. Значи, постои еден дефетизам меѓу луѓето, неверување дека ќе се испорача. Дури и кога гласале за својот кандидат или Јас се сомневам дека овие што коментари или луѓето кои што стојат позади овие коментари дали воопшто гласале. Да, вие се во тие 60%. Од пораката, не, 60% не дека не гласале. Значи, ние имаме 1/3 најмалку на гласачи кои што не живеат тука и физички не се присутни, не гласат. Значи, ако 1/3 не се тука, тоа значи дека 60% се тука. Ако, не знам сега колку процентот излезе, 40 и нешто, 50. Значи, 10, 15, 20% од гласачи, значи секој пети гласач веројатно не гласа или секој шести гласач. Добро, двајца рекоа дека ќе биде подобро во нивната општина. Значи, веројатно тие се тие кои што гласале, ама повеќето дефетисти веројатно не гласале, се тие што абстенират и не придонеле за промена во нивното општество. Затоа, знаете, демокрацијата не е најдоброто нешто што е измислено во човештвото. Меѓутоа, па досега немаме друга алатка како да се ние општествено организираме. И затоа е потребата да учествуваме на избори, да гласаме и да се потрудиме да ги смениме работите, а не само да се жалиме, затоа што тоа е можноста тој ден да направиш нешто за себе и за своето семејство. После тоа 4 години ќе чекаш што другите ќе прават. Тоа е проблем. Тоа е проблем затоа што демократијата и политиката не може да биде од избори. Дали ова е апсолутна власт? И не е апсолутна власт. Можеме да ја наречеме власт која што веќе ги има сите алатки и полуги во својот. Меѓутоа дека огромна одговорност е на владеачката коалиција, го кажав и на почетокот, да, над 80% од општините ќе владее според резултатите до сега, владеачката коалиција. Значи, сите политички партии што се тука. Еве, погледнете го град Скопје. Значи, освен градоначалникот, актуелниот градоначалник господин Горан Герасимовски, кој што води во општина Центар, со добра перспектива да ги добие локалните избори, останатите општини или ќе се менаџират од страна на ВЛЕН или од страна на ВМРО ДПМН. Ете пошироко. Истото значи се случува така што огромна е одговорноста на владеачката коалиција, меѓутоа знаете, добро, тие ќе треба побрзо да ги убедат и граѓаните и гласачите дека тука се работи во државава. Ние сите здушно го чекаме тоа за да се исчисти Скопје, не бараме нешто, стандардите ни се паднати. Меѓутоа, Младен, значи да не забораваме дека за 2,5 години ние имаме редовни парламентарни избори. Тамам да се препознае намерата, желбата, посветеноста, работењето, дали овие 70% од овие градоначалници се истите, ги продолжуваат мандатите. Па знаете, меѓутоа добар дел од нив има доволно време за уште 2 години да им покажат и да им докажат на гласачите дали ќе ја исполнат нивната доерба или не. Заради тоа што следните избори се редовни парламентарни за само 2,5 години. Тогаш е големиот испит.
Многу е важно дали тие луѓе имали соодветни против кандидати, затоа што ако вие немате сериозно добар избор, лесно е да се прикучите кон веќе познатото зло. Условно речено, тоа што мене ми пречи не е дефетизмот од избори на избори, туку неактивноста или недоволниот граѓански ангажман помеѓу тие циклуси, без разлика дали се локални или не. Кај нас забораваме дека граѓанската одговорност и граѓанскиот ангажман не е само гласање. Политиката не се само партиите. Овој став, ваквите дефетистички пораки, најмногу им одговараат само на политичките партии. Ако вие имате едно големо јадро, тело во граѓанството кое што не сака да се занимава со политика, одлична вест за партиите. Овој став се покажа на избори дека абстиненцијата е огромна. Да, ама тоа значи ичкртаните ливчиња за кои што но тоа значи дека на партиите им се олеснува работата затоа што имаат помал број граѓани што треба да ги купат, да ги убедат, еве, да бидеме фини, или на некаков начин да им ја пренесат пораката. Значи се олеснува работата на партиите. Граѓаните мора да бидат контролори не само од избори на избори. Има различни форми на граѓански активизам, различни форми на притисок кој што може да се врши кон сопствената партија што сте гласала или која што ја симпатизирате. Значи ние ги гласаме и оставаме сега да видиме како ќе се покажат, па ако не здравје за 2 години ќе ги казниме. Тоа не е здрава демократија. Има да си ги земеме нештата во наши раце и да им се качиме на глава ако не ги исполнат ветувањата. Тука потврдуваме како граѓани и тука имаме уште простор за зрење и мислам дека тој граѓански активизам, например во западните демократии, секој еден граѓанин е член во 5 различни граѓански организации, невладини иницијативи, совети општински и така натаму, волонтираат. Значи не може ние на партиите и на нивните кандидати да им одврзнеме раце избори до избори да се прават буквално што сакаат. Каде ја изгубивме енергијата во граѓанството? Изгубивме во овие 35 години перпетуирани политички циклуси каде што досега двете најдоминантни политички партии заедно со нивните привезоци коалициски партнери ја наизменично си ја менуваа власта. Мислам дека после 35 години граѓаните се тотално апатични, бидејќи не гледаат надеж дека може работите да се сменат на подобро, од проста причина што ние, како што кажавте и самиот вие, стандардите и досега што ги имавме, ги урнисавме, почнувајќи од главниот град Скопје, каде што во последниве година и половина Скопје личи на некои градови од африканските или азиските земји од пренатрупано ѓубре со нередовен јавен превоз, односно тие работи кои сме сметале дека нормално и природно функционираат и во една ваква држава со сериозни проблеми од секаков тип на секојдневното живење, од институционални до социјални, да не говорам економски стандард, сме сметале дека имаме редовен јавен сообраќај, сме сметале дека навремено се собирало ѓубрето, колку толку да речеме се кастреле зелените површини, ние го допревме и тоа дно и нормално е дека граѓаните ќе бидат дефетисти и апатични. Од друга страна, тоа што го збореше Синадиновска, јас апсолутно се согласувам дека тоа треба така да биде, но тоа е во ситуација кога македонскиот просечен граѓанин гласач би бил зоон политикон, разумно битие кој ќе учествува во политичките процеси, ќе учествува активно во политиката. Кај нас се смета дека ако се занимавате со политика, треба да се занимавате со партија, што апсолутно во науката на политичките науки не е така. Политика е се околу нас. Секој граѓански активизам и ангажман е политика, но за жал мислам дека македонските граѓани воопшто не се созреани и еманципирани од тој аспект да сметаат дека секој нивни јавен или општествен ангажман значи политика. Тие политиката најчесто ја перцепираат преку активизам или зачленување во одредена политичка партија. Од друга страна, апсолутно се согласувам дека ние треба да бидеме тие дежурни подсетувачи на политичарите и на функционерите, бидејќи ние сме им го пренеле нашиот легитимитет на ним како суверен, да ги подсетуваме што ветиле, бидејќи од денот на изборите до другиот ден многу често нашите избрани функционери со нашите гласови забораваат што ветили, имаат една слободна комоција да се однесуваат така како што се однесуваат во нивните мандати, но за да се случи тоа треба да имаме апсолутно зрење или многу поголема еманципаторска граѓанска свест и одговорност, каде што за жал, да не бидам јас дефетист, но во овој момент гледам тотално апатично дефетизирано граѓанство и гласачко тело во Македонија, кое најчесто
се поистоветува со партиската припадност и за жал и граѓаните се виновни под наводници на еден начин што влегува во еден клиентилистички сооднос со политичките партии во овие 35 години или најпросто да парафразирам, многумина од граѓаните велат што јас има да идам у партија или што јас ќе гласам за било кој кандидат, што сум добил јас од него или што услуга ми завршил. Значи тоа го гледаат како на сооднос дека тие треба да имаат личен бенефит, најчесто од минимално партиско вработување, добивање на тендери, било какви услуги и сето тоа ја раѓа, да речам, корупцијата во нашиот општествен институционален организам како еден магепсан круг од кој не може да излеземе во овие 35 години, а за жал крајниот исход беше настаните во така наречената дискотека Плюс во Кочани, кои беа најтрагични, најужасни настани во македонската понова историја. Обично меѓу два изборни круга во Македонија не се случувале големи изненадувања, тоа можеби на едни до два изборни циклуси се има случајно. Преврати, да. Тоа беше на почетокот, уште во раните 90-ти и после во вториот беше во раните доцните 90-ти, кога беше изборот за председател на државата, изборот меѓу Тито Петковски и Борис Трајковски. Може ли нешто сега да се случи за да направи некоја промена во расположението кај гласачите или ќе јаваат на бранот на тоа што беше во првиот круг партиите сега повторно? Јас мислам дека големи изненадувања не може да се очекуваат, освен кај поединечни општини кои што кандидатите имат афинитет за коалиционо здружување. Значи имаме такви места, такви општини каде што и второрангираниот има повеќе можност да коалицира со тие што испаднале од првиот круг и тука може да има... Да ни кажете неколку такви кои ги гледате? Карпош, например, може би... Добро го спомнам, значи Карпош е споменуваат како една од тие. Да, Карпош е една таква можност. Па така беше на минатите. Каде што минатите избори Стефан беше водеше. Немаше Стефан, Душко Весковски беше. И Душко, извинете, да. Душко Весковски. Да бидеме конкретни сега. Водеше, меѓутоа со помош на ВМРО доби Јакимовски. Точно така. И мислам дека тогаш Стефче имаше помалку гласови него што има сега, скоро до Сотир. Така што тука, во зависност од коалиционото расположение и од гласачкото расположение, дали се за ВМРО-ДПМН или кандидат на ВМРО-ДПМН или остануваат цврсто опозицијски, ќе го имаме резултатот на крајот на денот. Имаме ситуација во центар, каде што кандидатката која што освои приближно доста гласови во првиот круг. На 3000 гласа, значи е во да кажеме од истото гласачко тело како првиот кандидат. Значи таму имаме... Тоа е дискутабилно. Гласачкото тело... Да, може би идеолошки повеќе клони, меѓутоа по многу параметри е различно. Меѓутоа, на крајот на денот ќе видиме дали тие гласачи, дали воопшто ќе излезат да гласат и ако излезат да гласат, за кого ќе гласат. Така што имаме неколку вакви општини, меѓутоа генерално, значи тие што имат предност на првиот круг си ја задржуваат предноста, им дува ветер во грбот. Кочани го спомна. Расположението исто така, значи се зголемува. Кочани, еве да го искоментираме Синадиновска, таму иако можеби малку неочекувано, кандидатот на ВМРО-ДПМН води со двојна предност пред независниот и актуелен ВД градоначалник Венко Крстевски. Зошто тој феномен се случува повторно? Значи, луѓето се идентификуваа и се реални жртви на еден систем кој што ја донесе онаа трагедија која што ја донесе. Затоа што таа трагедија не е автоматски или не е исклучиво поврзана само со ВМРО-ДПМН. Значи, за жал, таа трагедија е резултат на апсолутно 35-те години, што Благој Чубаво ја објасни, на
неизменично менување на двете главни политички партии. Ние видовме низ доказите кои што се барем јавно достапни и можевме да ги видиме како од сите можни политички структури има инволвирани луѓе кои што се сносат дел од таа одговорност. Јас навистина не знам, не ги следам, да речем, посветено локалните прилики во Кочани и како тој кандидат добил, меѓутоа не мислам дека во врска со таа невидена катастрофа треба да биде казнета една или друга партија. Тука имавме системска аномалија и за жал ние како граѓани немаме соодветен одговор за таква казна да испорачаме на секаде каде што треба. Да. Атанасовски, ќе има ли пазарења кои што под маса ќе се обидат да привлечат квантуми на гласачи помеѓу лидерите на партиите? Еве го споменуваме и Карпош, Кичево веќе го споменавме, се разбира, Центар е тука, Куманово, значи има многу општини каде што се уште ќе се одлучува. Па и Кочани, да речеме, се уште има теоретска шанса. Струга апсолутно е израмнет резултатот. Согласно македонските практики во овие 35 години, политичките лидери секогаш правеле за ним политички подобен бит пазар, да речам, но мислам дека од тој аспект граѓаните се многу, за разлика од порано, многу посвесни, особено, не сакам да звучам, да навредам некои граѓани, например, но од поголемите и поурбаните центри од типот на Карпош и на Центар, апсолутно мислам дека таков тип на политички дил може само да им донесе контраефект доколку некој јавно сака да ги пренасочи директно гласачите кон еден или друг кандидат. Јас велам тоа да ги теледиригира. Конкретно, например, мислам дека особено во општина Карпош, граѓаните кои го дале својот глас за кандидатите од редовите на СДСМ, Маја Мојсова, Миовска, Невена Ѓоргиевска, кандидатката на група избирачи, или Антонио Димитровски од политичката партија Левица, буквално не се контролирани гласачи, да може некој од тие кандидати да повика своето гласачко тело во првиот круг да гласа за одреден кандидат кој се пласирал во вториот круг, во конкретниот случај кандидатот Сотир Лукровски од владеачката ВМРО-ДПМН или актуелниот градоначалник и кандидат на Гром Стефчо Јакимовски. Односно, сакам да кажам, не е таков тип на гласачки електорат во општина Карпош, каде што можете вие јавно или подмаса, па дури што велите, да биде тоа што ќе биде пресудно во, да кажам, изборниот резултат. Напротив, мислам дека во тие општини, особено, еве ги спомнавте Карпош, Центар, ќе кажам и Кочани и Струга би ја стал тука во контекст, не толку Куманово, мислам дека драстична е разликата за да има некој пресврт. Апсолутно убедувачката, убедувачката моќ на преостанатите двајца кандидати во тие општини ќе бидат клучни за граѓаните како да се определат. Ви благодарам што бевте гости во првата емисија во студиото на Директно и се разбира ќе дебатираме и понатаму на вакви теми. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Останете со Телма, следуваат вестите за неколку минути. Пријатно.